А сега да се вратиме на нашите домашни маки и проблеми. Ова утро со нас гостинка која што може да се кажеме дека е наш редовен психолог и добро позната на нашите гледачи, Розалија Секуловска, магистер. Розалија, нашата Рози, ќе зборуваме за предизвиците на современото родителство. Добро утро, Рози, а ги има многу предизвици. Јас не знам за 20 на минути дали ќе завршите, но од некаде мора да се почне. Повелете, мои дами. Како што кажа Искра, многу има да се зборува на оваа тема, но ајде ќе се потрудиме да го истакнеме она најважното што треба да се слушне. Прво, добро утро и добре ни дојде и од мене. Добро утро и благодарам. И драго ми е што имаме една вака, па да кажам, интересна од тема за сите нас родители кои што се наоѓаме во ова современо родителство. Предизвиците на современото родителство. Кога ќе споменеме современо родителство, ајде прво да појасниме што тоа значи. Па самиот зборник кажува дека самиот процес на родителствување веќе поминува низ некои промени. Ако ги анализираме нашите родители, нивните родители, забележуваме дека самото општество како глобални промени направиле да се случуваат промени во микросферата, тоест во процесот на родителствување. Денешниот човек е современ човек, живее во современ свет, на брзи информации, на брзо темпо на живот, на достапност на многу нешта. Од една страна тоа е добро, од друга страна си има и свој данок кој што го плаќаме. Така да самата функција кога доаѓаме во периодот на родителствување, самото сето тоа бара од денешниот родител од една страна да ги има знаењата трансгенерацијски од поколенијата, а од друга страна да најде умешност како да се адаптира во денешниот современ свет и да биде еден современ родител кој што ќе може да жонглира со повеќе функции за да се адаптира во ова современо општество, современ свет. Но се поставува прашањето дали родителите во ова современо родителство успеваат во тоа. Со оглед на тоа дека сте вие психотерапевт, се соочувате сигурно дека со вакви проблеми со кои што наидуваат родителите со дечињата имаме, морам да потенцирам и да кажам, сите ние сме различни карактери, сите ние сме. Па кога мојата мајка ќе каже не се сите исти мајки или татковци, јас сум се прашувала зошто ми го вели тоа, меѓутоа кога си бил во помали години, не сме го разбирале, но сега кога сме и мајки и родители, тоа го разбираме. Сега таа разлика доведува и до различно воспитување на дечињата. И што правиме? Која е најголемата разлика што ја има, да кажеме, во ова современо родителство? Па ако гледаме така, тоа е точно. Сите сме различни, секој е неповторлива индивидуа. Дури нели знаат да кажат имам две деца, едното ми е потемпераментно, другото ми е поинтровертно. Со едното полесно учиме, со другото не сака да учи, сака спорт. Од исти мајка и татка, што ви се рекла. И ке се запрашаат, па ние го воспитувавме, па се е исто. Меѓутоа, од некаде имаме генетски наследени работи, од друга страна да го запазим и моментот која е разликата помеѓу децата, 5 години, 2 години, 10 години, затоа што секоја нова генерација забележуваме дека си носи некоја новина. Затоа ги имаме оние Z. Дури на помалите годинки? Дури на помалите. Така. Затоа што, пак ќе речем, тука не може да ми избега технологијата, забележувам многу деца колку се порано од прво, второ оделение се со социјалните мрежи. Не можам, да не го спомнам тој момент. Затоа што, например, јас сум растена во време кога веќе сум имала оформени некакви си вредности, правила и компјутерите дошле можеби кога сум била средно. А сега детето веднаш се раѓа со компјутер, веднаш се раѓа со интернет и таа граница на достапност на информации веднаш му е достапна. Веднаш е на располагање и затоа велам може да се земе во обзир и времето во кое што живеат децата. Начинот на кој што родителот му посветувал на првото дете внимание, а најчесто првите деца се повеќе галени, затоа што родителот не знаел како, барал совети, бил можеби повеќе исплашен, за разлика каде што велиме дека вторите, третите деца се малце поснаодливи, затоа што некако учат од првото дете и плюс уште нешто. И плюс уште нешто новото време, и плюс родителот веројатноста да биде повеќе опуштен, за да не биде толку под стрес во
првата настинка, првата вакцина и така натаму е многу поголема. Значи децата се сами по себе различни индивидуи, родителите се сами по себе различни индивидуи. Прашањето е во кои животни периоди поминувале кога го воспитувале првото дете, второто дете. Значи сето тоа е малце комплексно, а уште да го ставиме и општеството кое што поминува низ сето тоа. Низ комплексни промени од година во година, така да можеме да кажеме дека се сретнуваме со многу предизвици како родители. Така, сега кои се најголемите предизвици со кои што се соочуваат родителите или пак еве да ги истакнеме, вака народски да се изразам, кои се најголемите проблеми со кои што се соочуваат родителите во овој современ свет на живење со своите дечиња? Што ќе истакнеме најмногу? Има многу проблеми. Например, можам да ги поделам, не сакам да делам, меѓутоа еве во некои две екстремности. Едната група на родители кои што кај мене доаѓа, тоа се родители кои што се постојано во страв, во анксиозност да не сгрешам како да го воспитам моето дете. Дали треба ова да го направам? Значи бараат некој рецепт. Бараат прирачник како да правам кога е луто, како да правам кога навечер се буди, зошто се буди навечер, зошто плаче во сон. Понекогаш тие поанксиозните родители убаво би било да сватат дека постојат развојни промени кај децата. Значи децата имаат емоции, многу јасно. Децата имаат брзи емоции, особено во тој предучилишен и ранучилишен период, кога емоциите брзо се јавуваат, брзо се менуваат. Сега се започнува во училиште и од порана детска возраст. Точно. Да. Меѓутоа, ајде, тоа е друга тема, каде што немаме па и адаптирани тестови за дали треба или не? Да се почне на 6 години или е подобро на 7 години или на 5,5 години, така натаму. Значи, овие поанксиозните родители малку да се опуштат и да не бараат се преку книга. Она by the book. Треба вака, треба така, ништо не треба. Со чувство, со емоција, со следење на својата интуиција. Точно, со следење на својата интуиција, да го гледа детето, да ги прошири видиците, да го остави детето. Понекогаш јас велам, оставете го детето да ве води. Бидете вие тука, насочувајте го детето. За разлика, значи ова се оние преокупирани родители, за разлика од оние родители кои што заради го брзото темпо на живот, сега кога доаѓав, гледам како мултитаскинг, работат повеќе информации, телефонот звони, тефтерот, активности, не знам кој ден, што треба да правам, а каде се тука децата? Тоа се оние преоптеретени родители кои што брзаат да направат нешто, понекогаш знаат и да се извадат дека јас тоа го правам за моите деца. Меѓутоа секогаш го слушаме тоа, нели? Тука има една секундарна добивка, па можеби твоите деца и не им треба толку, можеби тоа тебе ти треба толку. Тоа искачување нагоре, таа мок. Да не се вадиме преку децата. Да не се вадиме преку децата. Тоа е она друга екстрема каде што некако тука заменската улога на родител ја зима бабата, дедото, некој друг, а родителот повеќе отсуствува од животот на детето. После тоа, кога родителот ќе дојде во оние 40-тите плюс години, тогаш доаѓа онаа криза, развојна криза, кога забележува дека старее, кога почнува да се преиспитува дали јас нешто сгрешив, ако е свесен. Дали јас можеби некаде не направив добро со моето дете. Зошто сега моето дете е агресивно? Зошто мојот адолесцент сега не ме слуша? Зошто е отиден по патот на асоцијалното и антисоцијалното однесување, тоест наркотични средства, чудни друштва и така натаму. Во последно време се забележува дека ги има се повеќе за жал во основните. Во основните училишта, уште од основните училишта. Да, не само во адолесценцијата, туку и во основните. Дали е тоа можеби резултат на од сега се што зборувавме дека не се посветува толку многу внимание на дечињата од преокупираност со работни обврски, па кога ќе дојде времето нели да се замислиме, се прашуваме каде сме погрешиле, а одговорот ни е многу јасен каде сме погрешиле. Сме ги оставиле некогаш сами на себе. Понекогаш одговорите ни се тука, како велиме, пред очи, пред нос ни се одговорите. Агресивноста се забележува дека да, значи лутината е вродена емоција. Сите ја имаме. Така е, да. Ако ја немаме, онда е проблем. Зошто не покажуваме лутина? Тагата, љубомората е чувство, тагата е емоција. Сите ги имаме тие.
Ако ги потиснуваме и ги моделираме, тогаш имаме проблем. Значи да разбереме, во ред е дете да се налути, во ред е дете да плаче, во ред е ја да се налутам и да бидам љубоморна. И така натаму. Меѓутоа, кога детето станува веќе агресивно, родителите знаат да дојдат кај стручните служби и да кажат дете, или па да не дојдат, па стручните служби нив да ги викнат и да кажат детето ми е луто, детето крши, детето вербално е агресивно. Тогаш ние прашуваме што ви се случува во семејството, што се случува во училиштето. Што Мора да има причина. Има некоја причина. Што прави на социјалните мрежи, како го поминува времето. Значи, детето само по себе не е континуирано луто и агресивно. Тоа е еден крик кој што пак е упатен кон најважната фигура во социјализацијата и воспитувањето, а тоа е родителот. Така е. Клетката на општеството, семејството, родителот и детето. Еве, во деветолетката можеби не може да му каже, можеби нема слобода, можеби нема фонд на зборови да му каже зошто е луто, можеби не смее да му каже зошто е луто, зашто ве гледам дека вие постојано се карате, или така натаму. Значи имаме тука еден микросистем семејство, меѓутоа го покажува тоа. А штом го покажува, тоа е симптом дека нешто се случува. Се случува, да. Еве ние како современи родители спаѓаме во таа категорија, нели? Што треба да сториме во ова време на живење, на ваков начин, како што го кажавме и претходно, за нашите дечиња, не знам дали ќе можам да добијам конкретен одговор на прашањето, да ги изведеме на прав пат. Со сето ова што ги обкружува, како што кажавме, споменавме и општеството, и воспитувањето, различни карактери на училиште се соочуваат и можеби го воспитуваш во еден правец, тој се гледува дека нешто не е во ред со можеби останатите кои што функционираат на многу поинаков начин, дечиња кои се поагресивни и така натаму, ти го воспитуваш да не биде таков и слично. Тие се наоѓаат во еден вакуум систем, да кажам, каде што се малку збунети, меѓутоа што е она што конкретно, еве барем нешто ние можеме да сториме за доброто на нашите дечиња во ова време на живење? Да се биде родител е навистина предизвик. Од секогаш било, меѓутоа јас мислам дека во ова време некако многу работи се сменети. Барем нашите генерации забележуваат дека и моралните вредности ги снемува и се извитоперуваат некако. Образовниот систем е сменет. Начинот на работното време е сменет. Многу работи се сменети. Од една страна родителот, мажот, жената се бара да се адаптира на сите овие промени и да биде успешен во сите тие сфери, а од друга страна основната функција родителствување да биде добар, да речеме, добар, еве, со тројка, добар родител. Тоа е навистина тешко. Да го разбереме, пак ќе речем, современиот родител, а од друга страна и детето. Но би им препорачала на родителите да не заборава дека основната функција на родителствувањето е создавањето на поколение. Не е поентата само да го создадеме поколението и да го пуштиме. Така. Ние сме им родители на нашите деца цел живот. И кога нашите деца имаат 5 години, кога нашите деца имаат 30 години. Да, тогаш не е дете, тогаш е зрел возрасен. Меѓутоа, понекогаш на тој зрел возрасен му е доволно фигурата родител да му биде присутна тука, да му биде една морална, емотивна подкрепа. Така. Тешко име на денешните родители, меѓутоа, ако ги намалат моментите на жонглирање и ако направат, не е тоа менаџирање со времето, ако подобро го ускладам времето, туку менаџирање со приоритети. Што ми е мене приоритет? Здравјето, децата, кариерата, пријателите, значи да се направат... И да заокружиме едни приоритети кои што не се во Точно. животот. Кои ми се првите 3 најголеми приоритети на кои што ќе им дадам акцент. Важност, така. И тогаш некако може да биде малце полесно. Би им препорачала секогаш да ги гледаат своите деца. Децата зборуваат, децата кажуваат, адолесцентот кажува. И тој поминува низ период на хормонален дисбаланс, поминува период на хипокризија, поминува период кога е егоцентричен адолесцентот, мисли дека неговото мислење е само
неговото е точно, дека никој не го разбира, дека е црно-бело, или е добро, или е лошо. Тогаш адолесцентот има една амбиваленција и сака да биде со родителот и не сака да биде со родителот. И сака да зависи, убаво му е, а од друга страна и не сака да зависи, не му е убаво. Збунети се. Збунети се адолесцентите. Тоа родителот треба да го истрпи. Како? Со дебели живци, со Се слушање. подсмевнувам со оглед на тоа дека сум со адолесцент во моментот. Со слушање, со зборување, не премногу, затоа што адолесцентот знае да каже, па добро, само едно те исто зборуваш. Веќе го знам тоа. Да, така е. Така е И точно. си сакаат да бидат сами малку со себе, да ги оставиме. Сакаат да... Секако внимаваме што прават и како прават, кои игри ги играат и слично. Меѓутоа, кога Сакаат. гледаме дека е во ред, тие си ја сакаат сега самотијата, дали е тоа нормално? Тоа е сосема нормално. Сакаат да се осамостојат и сакаат да се осамат. Каде што го имаат тој процес на размислување, и тие размислуваат, и тие фантазираат, и тие имаат некои идеализации, имаат, ја ме интересира баш какви модели, например, имаат. Порано имавме убави модели, например, од естрадата да земат, од уметноста да земат. Ја не знам сега да се запрашам кој модел примери на идентификација ги имаат адолесцентите, или сето тоа што им се нуди на социјалните мрежи. Така да го гледаат детето, адолесцентот, да го слушаат. И кога не зборува, зборува детето и адолесцентот. Да му ја забележат фацијалната експресија. И кога детето или адолесцентот ќе каже не сакам да зборувам сега, во ред да го испочитуваме тоа. Меѓутоа, ако долго време не сакам да зборам, да седне. Тогаш веќе е аларм. Така. Да седнеме, да зборува, да се распраша со микросистемот, со училиштето, со врсниците, со кои деца се дружи моето дете. Знаат ли денешните родители со кои деца се дружи, каде излегува. Значи, пак ја кажам, сето она што е инвестирано во почетокот на детството, во адолесценцијата, ќе биде помножено со 2. Ако детето било многу мирно и повлечено, веројатноста во адолесценцијата уште повеќе да биде повлечено е многу големо. Ако било малку бунтовно, веројатноста во адолесценцијата помножено со 2 да биде побунтовно. Меѓутоа, после тоа ќе спласне. Така. Би сакала овие минути за крај да ги искористам, односно и вас, на убав начин се разбира. Многу родители во современото родителство, јас како родител забележувам дека посакуваат и сакаат многу нивните деца да бидат успешни, со многу добри оценки, им висат на главата дека треба да се учи, тоа што е во ред, да, меѓутоа постојат и оние кои што насила тоа исто може да го прават, или пак бараат премногу од своите дечиња каде што се носат на курсеви, сигурно знаете, меѓутоа би сакала и тоа да го потенцираме. Што се случува од курсеви на јазик, од гитара курс, јазик и така натаму, што и да, инструменти, пливање, спортови, училиште, што правиме со тие премногу современи родители, кои што бараат исто така премногу од своите дечиња, барем за мене како родител, не знам дали ќе се согласите и вие како психотерапевт, се бара премногу за нивната возраст. Некои родители забораваат дека е убаво детето да се остави да се досадува. А кога детето се досадува, има потреба самото да структурира, не социјалните мрежи, туку самото да структурира нешто. Да направи забава, да измисли, да креира, да отиде надвор да се социализира. Значи, досадувањето не е страшна работа. Така. Досадувањето е, па и ние сме се досадувале. Како не? Што сме правеле тогаш? Да. Ништо не ни недостасува. Прошетки. Некогаш многу едноставни работи се убавите работи. Јас би ги запрашала оние родители кои што премногу се амбициозни, дали својата амбициозност гледаат да ја продолжат преку децата и децата им се продолжетоци. Ти мораш да бидеш доктор на науки, така, да. Сите знаеме дека има такви и така натаму. родители. Затоа рековме не се сите исти, нели? Сега ја одам во некои екстремности. Ти мораш да одиш и на математика, и на англиски, и на балет, и на танц. Да. А што ќе прави тоа дете ако не оди на 20 курсеви и ако оди само на еден курс и дома е? Што ќе прави родителот тогаш? Така. Ќе треба да биде родител,
а не да задоволува некои своји потреби како некои негови курсеви, едукации или пак да речеме, не знам, ајде сега да не навлегувам. Значи, понекогаш каде е тука родителот во толку многу ангажмани на детето. Да се учи е убаво. Да се надоградуваме е убаво. Да го стимулираме детето е убаво, не по секоја цена. Така. Ако детето нешто не сака, тоа не значи дека не го сака, може понатаму ќе го засака. Меѓутоа, сето тоа е некој процес суптилен, каде што убаво е да се прати детето. Не е да го бомбардираме. Но со сила убавина велат не бидува, не бива. така? Ова исто како социјалните мрежи. Ајде ќе го бомбардираме со 500 курсеви едукација, ти мораш да бидеш математичар. Како не го разбираш тоа? Мораш да го научиш. Како не можеш? Не може да го разбере. Така, и јас тоа го велам. Не може и крај. Не е едноставна работата. Кој знае зашто не може? Затоа што до една цел има повеќе патишта. Точно. Значи, дали не е Не соодветно... можеме сите да бидеме за сите предмети еднакви дечињата и со сила нешто да ги тераме, така Јас ке некако само ова ми доаѓа, мојата баба викаше, не секој е створен да биде доктор и не секој е створен да држи мотик. А знаете како ме навраќате многу во разговор, жалам што тука доаѓаме кон самиот крај, прекрасно ми беше чувството. Сигурно дека и гледачите, тоа исто како мојата учителка која што на времето со другиеве генерации велеше не можете сите да бидете доктори, сакаше сите да бидеме еднакви во дружбата, да не се двоиме тие што се поодлични или тие што не помалку учат, сите да се дружиме заедно, затоа што тие што не учат ќе дојдат да ја избришат масата каде што ќе ручате. Точно. Во болниците треба да има хигиеничари, тие што не учат ќе си ја работат таа работа која исто така е многу потребна во општеството на живење. Точно. И тоа го имаме и си го носиме во себе, но сега се други генерации, современи родителства и така натаму. Ќе отвараме многу теми. Ке ни дојдете повторно. Секако. Благодарам многу што одвоивте време и како што кажав, многу пријатно ми беше да се разговара со вас и да извлечеме многу совети ова утро. Се гледаме повторно. Се гледаме.